Најголемиот број на повреди кои што се кај овие пациенти се на делот на лицето и вратот и на двете горни раце, односно на горните екстремитети. Пропратно, во текот на евакуацијата од местото на настанот, поради големата количина на чад која што е инхалирана, настануваат и повреди на респираторниот систем, односно на дишните органи. Токму, поради оваквиот вид на повреди, рехабилитацијата ќе биде насочена кон овие системи и органи. Најголемиот дел од оштетените органи, најголемиот дел е кожа, може да има оштетување и на зглобови, може да има деформитети на екстремитети, меѓутоа кардиореспираторната рехабилитација ќе биде една од најголемите предизвици веројатно со која што ќе се соочиме во периодот кој што следи, баш поради големата количина на инхалирани токсични честички кои што биле резултат на горење на објектот во Кочани.